Еден од најстарите индустријски капацитети во Скопје, металскиот завод Тито, последниве години беше вистински хронично болен. За загуби се знаеше однапред, уште кога се планираше годишното производство. Се бараа лекови пред се во санации од надвор. Но и покрај постојаната санациона терапија, болеста не минуваше, работите си остануваа по старо. И се заради непридржувањето кон барањето, пред се со собствени напори и залагања да се придонесе состојбите да се изменат. Таков беше и случајот кога заради внатрешни проблеми, претежно субјективни, санационата програма што беше усвоена кон крајот на 1973-та мораше да се надополни со нови мерки кои почнаа да се реализираат минатата година. Иако во дополнителната санациона програма, за која, како и за претходната особена помош дадоа Градското собрание, општествено-политичките организации, Стопанската комора, други органи и организации, се набележаа и надворешни мерки, сепак внатрешните добија понагласена улога. Пред заводот желбите за подобри денови стана нужна потреба. Потреба што бараше отстранување и на низа на пластини слабости и стари навики. А широко прифатената санациона програма и готовноста на организираните субјективни сили во колективот да се фатат во костец со проблемите беа основна подлога за излез од ќорсокакот. Сите мерки на санацијата на тоа се сведуваат да мора кроз производството да се решат сите нагомилани периоди кои се таложеле во минатото во завод Тито. Сметам дека во колективот е створена една клима сега која во главном се базира на свртеноста на работниците кон себе и кон производството. И ние едино гледаме решението на сите проблеми преку производство. Надворешните мерки треба само да ни помогнат да тоа производство стане она што мора да биде према инсталираните капацитети. Меѓутоа наидуваме на одредени проблеми во зголемувањето на производството, во главном преку проблемите во снабдување на репроматеријали, заради тоа што се нашите производи високо квалитетни и представуваат финални металопреработувачки производи во сите 7 ОВЗТ-а, тие се во јака конјунктура на тржиште, ние имаме огромни проблеми во снабдувањето, во благовременото снабдување, заради тоа и дел од планираното производство во физички обим тешко го извршуваме. И друг проблем кој е многу тежок кај нас, кој е исто така општ проблем, неликвидноста која страшно тешко поготово нас не погаѓа заради сложеноста на производството и заради тоа што ние нашите производи се наоѓаат во силна конкуренција на пазарот, така да не сме во состојба никаде да поставуваме некои посебни услови во наплата на нашите побарувања. Меѓутоа, и покрај тие потешкоти, ние, зимајќи во обзир спроведувањето на санационите мерки внатре, во прв ред и надвор, и она што до сега сме направиле во 75-та година, планираме да извршиме вкупен приход од приближно 42 милијарди, што треба да ни овозможи елиминирање потпуно на загубите во досегашното работење, од една страна, од друга страна треба да створи услови за висока заработка, секако преку производство и преку зголемена продуктивност, и треба дури да оствариме остаток на доходак од негде приближно 3 милијарди во 75-та година, земајќи во обзир само трошковите и давачките кои достасуваат во таа година, пошто претходните се решаваат по пат на санацијата која е предвидена. Сакам да истакнам посебно да планот од 75-та година во себе ги содржи сите мерки по санационата програма и не само тоа, ги содржи сите акти кои се донесени врз база на уставни принципи и амандманско престојување. Тука се внесени сите одредби на спогодбата за здружување, на спогодба за распределба на доход, на лични доходци, на разни правилници и други нормативни акти кои потпуно ги дефинираат и меѓусобните односи врз база на чисти материјални принципи и врз база на пазарни принципи. Сојузот на комунистите во нашата работна организација, за да ги реализира мерките по дополнителната санациона програма,
во прв ред мораше да ја среди положбата во основните организации на ЕСКА и во основните организации на Сдружениот труд, како и да ја среди положбата во останалите општествено-политички организации, како во ОЗТ-та, така и на ниво на колективот. Ми се чини да во текот на 1974 година ние успеавме да ги консолидираме редовите како во Сојузот на комунистите, така и во другите општествено-политички организации и почнавме да ги реализираме мерките по санационалната програма. Ние покушавме да во прв ред преку конференцијата на ЕСКА, а потоа преку сите работени во работната организација да го промениме начинот на делувањето на секој вработен во работната организација, односно да секој вработен се сврти кон своите проблеми, кон својата работа и кон своето делување на своето работно место и во организацијата на Сдружениот труд каде тој работи. Ние посебно се ангажиравме околу реализација на производната програма во текот на 1974 година. Нашата акциона програма, мислам програмата на Сојузот на комунистите за 1975 година ни налага и предвидени се работи кои исклучиво ни диктираат да се свртиме кон производните проблеми и решавање на проблемите кои произлегуваат од производниот процес. Со регулирањето на односите во колективот практично се елиминирани минати неусогласени ставови и односи во организациите, каде што и самите работници не беа задоволни при решавањето на своите проблеми и на проблемите на своите единици, а оттаму беа упатувани и по своја иницијатива го бара свое право да се истото решава надвор од колективот. Регулирајќи ги тие односи, поставени се и права и обврските на работниците и на основните организации во чии се истите во состав, со што практично се и регулирани односи и елиминирани неусогласени ставови кои се протега до скоро крај на минатата година. Во склоп на тие мерки и самоуправните органи во колективот има низа нерешени прашања и пред нив се поставува на решавање, при што е секогаш соработка помеѓу самоуправните органи, раководството на колективот од една страна и сите општествени структури наоѓало излаз и решенија преку една единствена цел, која е и зацртана во самоуправните акти на колективот, да зголеменото производство се афирмира и применува во сите единици, а оттаму распределба на доход и личните доходи биде на ниво на основните организации на Сдружениот труд. Основна цел на новата наша самоуправна спогодба за распределба на доходот е таа да доходот биде распределен онаму каде што се ствара, значи да се распределува во основната организација на Сдружен труд. До сега тоа не беше случај, каде што така да известни погони поранешни сегашни ОЗТ-а покажуваа загуби иако работеа загуби во доходот, иако работеа со прилична добивка, значи го надфрлуваа планот. Сега меѓутоа пружена е можност на секој запослен да заработува онолку колку што ќе вложи труд, односно да прима личен доход спрема вложениот труд. Покрај ова предвиден е и правилник за наградување за оние работници кои посебно се истакнуваат во работата во текот на годината, но и правилник за пеналисување за оние работници кои не ги исполнуваат работните обврски и неодговорно се поставуваат кон поставените задачи. Сметам дека во нашиот колектив има доволно сили да се испадне од ваква положба без помагање од надвор, како што некои луѓе поедини сметаат дека некој друг од надвор треба да им го
решава прашањето со доходот и воопшто со личните доходи. Направиме низа нормативни акти во кои спаѓаат и правилникот за повреда на работна должност и материјална одговорност. Битна разлика измеѓу стариот и сегашниот е во тоа што порано на централистичко решавање на тие не се приоѓаше кон објективно донесување на мерки кои во истите комисии седеа луѓе кои не беа во дотични одзете организации. Додека сега може да се каже дека има едно известно подобрување, али сосема е рано се зборува за некоја стварно адекватна еднаквост и работење на комисиите. Има уште тај и таму неодговорност, некој ецеси, непослушност. Мислам на крајот да кажам дека постојат услови да се подобри работна дисциплина, да се применат тие нормативни акти од овој правилник, што треба да земе секој работник учество максимално да биде одговорен на своето работно место. Наша перспектива и согледување веќе го имаме сега за наредни 5 години. Ние сметаме дека во наредниот период, земајќи во обзир досегашните мерки и тоа што треба да направиме во иднина, треба да достигнеме во 70 и постепено во наредниот период треба да зголемуваме вкупен приход за отприлике 15 милиарди стари динари, така да во 78 година влеземе со вкупен приход од преку 80 милиарди стари динари, односно да ги ангажираме максимално инсталираните капацитети, да воведеме 2 полни и 3 смена и да го зголемиме бројот на запослените од сегашни 2500 на приближно 4000 запослени, да го промениме односот на директни и индиректни работници во полза на директните на 6:1. Нашата ориентација во иднина и сега и секој пат иде кон тоа да зголемиме производство, да зголемиме продуктивност, да во главном ги намалиме трошковите, квалитет, да зголемиме извршување на рокови и да во пат на сопствени мерки и ангажирање ги решаваме сите проблеми кои ќе настанат. Секако дека е тука основен фактор кадровите, јас сакам да искористам оваа прилика да вака истакнам да се отворени широко врати, нарошто за продор на млади, способни кадри на сите клучни руководни места во Завод Тито и сметаме да со таква политика во наредни 2 до 3 години ќе дојде до потполна стабилизација на севкупното работење во Завод Тито и елиминација на сите негативности кои до сега се појавуваа. Во Металскиот завод Тито денес многу рани се залечени, но лекувањето продолжува. Сега меѓутоа на поздрави основи. Металците во овој стар скопски колектив се уверени дека го избрале вистинскиот пат за чекорење напред. Значаен дел од пречките се отстранети, но останува како постојана задача преземените обврски да се реализираат доследно и во деновите што доаѓаат уште побрзо. А резултатите, без друго, како што велат и титовите металци, ќе зависат пред се од сопствените залагања и самодокажување.